Добро утро и от мене. И една сестра ще вика Божи благослов. Айде, мой. Знаете, ние го се наново родим ущипи, ние бяме дечки по всеки позадини, а бяме 15 години, от църквата ущип дечки, малко Божи благослов, сериозно си. Ние компърнаваме. Все променяме, бивам на пола. Нема Божи благослов, дай да те кучено ме, брат, да играм кае. Нема, разбираш. Ке се моля, абе дай сега ги се моля, така да хвала му на Господ и хвала и ще гледам нови лица, верувам дека Господ ке благослови утро. У пословици или изреки пишува 29 глава, kada nema proročko slovo, Božjo narod se razuzува. Zato crkva je тука пророчки да се изнесува Божия збор и всекова недела от тук да се проповеда пророчка порака. От Бог небесна за нас. Знаете, може да се увидели от други, аз съм пораснал в православна семейство и ходеше на църква, там и никой да няма по-бог изгледа и ќе направи литургията. Кај нас не. Кај нас ни еден, ако няма да се направи. Защо? Защо е посветена на мен и на тебе. Божията порака е посветена на мен и на тебе. Не е посветена на нещо друго и сега ќе зборам на книгите. Не. Бог ни дава поръката от небесата за мен и тебе да се охрабрим. Така во съдали бев и лукавалци беме и да не я вика Робърт, спали да я дава порака Исата и лукавалци. И сега така Кико со мене и викам още на църква да ме викне иста порака. Сигурно пастор Горел има кажувано тази случка и мало професор, ке ще го викали на семинари, познат много. И тя кажа на мой начин и викнал си шофер. И сега одем кавалци, пример, зборя, излагай на се, оде у неготино, радо и струми. И един ден шофер ми казал, професоре, молам те я да зборам. Колко збориш ли? Абе, вика, цяло време те слушам, сигурно тя каже ми. Нема шанс, не, дай ми молам. И вай му дае, и он, пример, да кажем, от Скопие, излагане тука. Шофера, що да ви кажа? Исто како професор, що кажал то, и накрай прашање. И един от присутните простувал прашање, ма тежко, що возначо не го знае. Леле, вика, такво лесно прашање, що моя шофер сега ќе ви одговори. Така да, последна неделя и Кикова порака може да е сборе. Толкова, ако има прашање, ке рече дори и Робърт може да се държаваме, така да. Нека Господ да е благослови. Браки и сестри, некои ще сте пръв път, аз съм Робърт, иначе моят град, да кажем, или нека радови си огледам како домашен, ама какво да е. Роден съм у Щип и пред 3 години на Бог не повика мен и моята съпруга да се преселим у Радович, да основаме църква и пред 2 години основаваме църквата у Радович, хваламе на Господ. Църква като църква, всеки си го бара Бог. Знаете, Бог си навадя садови за негова употреба. И овај град има луѓе што го повикуват Господовото име и верувам дека ќе си доа. Така да, како што имаше план Бог за мене, за Радович и още има план. И така има Бог план и за вас во утро. И сакам да споделаме на порака, што кога Бог дава нещо предупредуване, кога Бог сака нещо да ни каже, Бог праќа луѓе, дава знак, дава совет, праќа некој у нашите животи. Само ние треба да бидеме спремни и осетливи на Светиот Дух да кликнем. Првенствено Бог збори преку Библијата. Многу пати, посебно вие 2 години у Радови се соочувам со луѓе што толку зборе за Бог и некои у средата викам, а кој има целосно Библијата прочитано, двајца да игнае рака. Значи, ја викам, ако толку го имаш прочитано Светото писмо, ете толку го знаеш Бог. Значи, Бог е у 6 книги. Така да, правенствено Бог зборе преку Светото писмо, преку Библијата, ако го се молеме, ние разговараме со Бог и му ги кажуваме нашите потреби. И во утро ќе споделам од Стариот Завет, од 1 Самуилова 20 глава,
се работи за живота на Давид. Давид е бил толкова младо момче, толкова дете, да кажем у неговите 16-17 години, където първествено от почеток ги е пасил стадото или овците на своя татко Јесе, и како најмело од 8 браќа, у кладот си кажа 7, ама биле 8, и како... Да, оно е бил 8-то дете, ја викам 7 и Данијала вика, Роберт 8-то биле. Така, сега, знаете, секој пат, од толку читај, некој пат забрајде, нели? И од 8-те што са биле браќа, оно е било најмало. Било е, Библијата не ни кажува дека е било отварено, но самиот текст ни кажува дека последен го викат кога доведе пророк Самуил да помаза за цар. И нели Јесе го вика, другиот син, третиот, четвртиот, петиот, шестиот, седмиот, ама Бог не одговара. И вика, а имаш и некој друг? Имам најмалиот. Тоа се овци, он е најмал, ај доведе ми го него. И кога го доведува, тогава Бог збори, нели знаеме таа позната библиска реченица, а Бог не гледа на лице, туку Бог гледа на срце. И така, кога Самуил го помазува за цар, или тоа време, нели, кога се помазувале у Стариот Завет за пророци, за цареви, и Давид е знаел дека Бог има план. Како што Бог има план за мен и за твојот живот, а тоа е да се држиме близко до Него, да се држиме близко до Божиот двор, да се држиме близко до црквата, така и Бог имал план за Давида. И Бог го помазува и право после борбата со Голијат, го донесуват од дворецот, од царската палата. Тоа време значило царската палата мок. Тоа значило дека ти си на многу високо место и на многу висок ранг, да кажем. И Давид е извоювал многу победи, многу битки, многу војни, и што е бил стварно и славител. Како нели знаеме у царскиот дворец, кога зол дух го напаѓаше Саул, Давид свириш и золиот дух го бегаше. Но дојде една ситуација у животот на цар Саул, каде што он сакаше да го убие Давид. И не беше добра ситуација, нели? Се добро беше, он сакаше го царо, извојуваше битки, но он имаше против него нешто, дух на љубомора и дух на убиство. И тоа не беше добро, но сино на Саул, Јонатан, толку беа близки со Давид, што вика, јас ќе дознавам за ситуацијата за тебе од мојот татко. Ако има нешто лошо, ако сака нешто лошо да ти направи, јас ќе ти давам знак. А тоа беше знакот со трите стрели, и у 20 глава они се договарат. Ќе прочитам 20 стих, вели вака, Прва Самуилова. А јас ќе фрлам 3 стрели кон онаа страна како да гајдам цел. А тогаш ќе го испратам момокот и ќе му речам, оди, најди ја стрелата. Ако тогаш му викнам на момокот, внимавај, стрелата е ваму близо до тебе, донеси ја, ти тогаш дојди, зашто има мир за тебе и нема никаква опасност, така ме живи од Господ. Ако му викнам на момокот, внимавај, стрелата е оному далеко од тебе, ти тогаш оди си, зашто Господ те праќа оттука. И во е договор што го прават Јонатан и Давид, и утре дета Јонатан дознава од татко му дека сака да го убие Давид. И у истата глава ќе прочитаме 35 стих. Утредента вика наутро Јонатан излезе во полето според спогодбата со Давида, со него одеше млад момок и тој му рече на својот момок: ти ќе се затрчиш и ќе ја најде стрелата што ќе ти ја фрлам сега. И момокот се затрча, а Јонатан ја оттегна стрелата така што прелета преку него. Кога момокот дојде до местото каде што беше стрелата што ја фрли Јонатан, Јонатан му викна на момокот: нели е стрелата онаму подалеку од тебе? Уште Јонатан му викна на момокот: побрзај, не стои. Јонатановиот момок ја крена стрелата и му е донесен на својот господар. Тоа значише дека Давид во опасност,
дека Саул сака да го убие, тоа значи предупредување или знак за Давид дека не се наоѓа во добра ситуација. Браќи и сестри, многу пати Бог и денеска не предупредува. Внимавај, пази да имам план за читање на Библијата секојдневно и сега сум му изреки еден дел и од почеток цело време: сине, внимавај, каде одиш, каде стоиш. И тај збор означува, сине, не значи дека татко и син, тоа означува учитело спрема ученико. Така и кога се зборе Божиот збор денес под проповедалната, тоа значи да внимаваме. Многу пати ако разговарам со некој, викам: брада, на мене ми е супер, Бог ме откупи од власта на темнината, држа ме до него, имам си семејство, сакам на тебе да ти е благослов. Ја ќе се зарадувам кога тебе ќе ти видам дека ти е добро, кога тебе ќе ти видам дека одеш по добар пат, кога Божиот збор допира во твоето срце и кога ќе ја видам Библијата искината, а тоа значи дека ја читаш. А кога ќе ја видам Библијата чиста нова, тоа значи предупредување дека ти не читаш, а многу веруваш. И демоните веруват, и ѓаволот веруват, па шо, и трепера. Туку не е само верата, туку и живото со Господ, како ние живееме и преку другите денови. И затоа денеска Бог не предупредува, ни вика: сине, ќерко, внимавај, еле ја стрелата по Давид, оди. Знаете, ние денеска треба да биеме внимателни со Божиот збор. Треба да го читаме и да го преминуваме, зашто Бог сака да ни каже и денеска нешто. Кико вика: благословен сум ваа недела урадови со Роберт. Ами ние сме благословени како црква. Даниел славител иде за Словачка, како Александар од Каваници што иде за Англија. И нямаме славител, викам: Господе, и правя тие моите нажени срце. Па Даниело од неготино се понуди да те подучи некои ноти, па и ти ќе пееш. Тука таков се уштип, не ме препозна по пеењето, ама ќе пеам урадост, што ќе ми каже. И заедно ќе пеаме, не, уштип, не знам дали, знаете, 15 години, вика, траеше, дай напред да пеам со микрофон. Вика: брат, не те препознаваме. И не ми даде, а ден денеска ја уштип не пеам. Ама викам: срце, ти ќе свиреш, ја ќе пеам, ти ќе имаме славе. Ама Кико дојде, фала му на Господ, он иначе и свире гитара, и тоа многу добро. Претходниот пат беше една недела, ама тогава у својство работеше, плочки лепише за црквата едно деце и пееше, викам: о, дете, кога ќе се научи дрнка тамо, 2 пат кога дојде, викам: вау, Господе, фала ти. Слава си го Господ, викам: брада, еве славител за среда, за недела, денеска ти го остане и договориме, па уместо еднашка 2 пати да ни доаѓа, додека се подигне човек. Знаете, Бог си одбира садови. Не знам дали се сеќават у Стариот Завет Илија, Илија како Илија у депресија, паја, клекнува на колена: Господе, вика, сака ја остана. Он вика: не, има 7000 луѓе што не ги преклонија колената на вала. Бог си избира садови. Ако јас и ти неќеме да слушаме на Бог, Бог ќе си избере човек што сака да го слави. Бог ќе си избере човек што сака да го љубе. Бог ќе си избере човек што сака да го обожава. Бог ќе си избере човек што сака да го доближи. Така да и Бог, како што му даде охрабрување на Давид, ама дојде проблем у него решува. Не е само битките извојувани, Давид вика победи 10.000, а Саул победи 1000. Дојдеа ситуација. И кога дојдеа ситуација дека Давид ќе биде убиен, он се уплаши. И како одеше времето, он се повлечуваше. Ако читате после 20 глава, ќе видите Давид се повлече у пещерата, па кај него дојдеа кои? Паметните учените со факултет. Не ли дојдеа разбойниците? 600 разбойници, неранимајковци. Но тие сакаа да го следат Давид. Давид не покажуваше авторитет. Давид служеше му авторитетот. И они дојдеа кај него, ама како минеше времето, ти Давид го гонеше, и у 27 глава Давид у првиот стих вели вака: Давид си рече во себе си: сепак ќе загинам еден ден со уловата рака. Затоа нема ништо подобро за мене туку да се спасам во земјата на филистејците. Затоа нема ништо подобро, нема потреба да се молам, нема потреба да се советувам со Бог, у денешно време ние така правиме,
веќе се подпираме на самите себе, отиваме прочитано пестика. По-добро е, ки си направим план у моя ум. Нема да се советувам со пастора Горан, нема да се советувам со црквата. Јас имам мој план. Јас имам мој план, јас имам моја патека и јас се тресирам мојата патека. Да, Бог ме благослови, Бог ме спаси, Бог ме избави от дявол, јас съм си спасен, семейството са благодарни за мене, супер, но јас си имам у себе си нещо. Знаете, браќа, и Давид беше победил много битки, беше извоювал. Ама всеки път се допитуваше до Бог. Всеки път доаѓаше у молитва и прашуваше: Господе, што да направам за всяка ситуация одредена. Ама Давид два път, знаете што вика? Си рече от себе си: аз да не загинам, айде да отивам към филистейците. А филистейците беа най-омразените неприятели на Израел. И знаете што? Айде да отивам към неприятелите. И много пъти и ние, коли Бог спаси и на свободе, и се охрабраме, и некои път долът, некои бранеме. Ама я да се върнам там. Ама я да се върнам, еди да не я разборила тук и пастор има сборено, кога фараоно на Мојсе шо вика: о, няма не подарък от мене. Абе ти тук да ми бидеш, да се вракаш у грево. Египет беше кукета на родството на грево. Знаете шо? Абе аз, шо ќе се допрашувам до Бог? Абе шо ќе се допрашувам до пастор? Абе ја ќе си перам, ја ќе отивам со неверни. Па всеко ме критикува, дай да се направя малко да бидам со нив. Дай некако, па може ли следно ли ќе правам? Па дай може ли некој селфи како нив ќе правам? Па може ли ќе почнам и аз да гледам некои работи што не треба да ги гледам и што Библијата ми кажува да не ги правам? Па може ли и со неверни да се женам? Шо мора? Шо? Ја еден Бог, он друг Бог, па това Бога ќе си живеем. Това е жално от църквата, браки и сестри. Я ви кажувам искрено, я ми е най-омразено на некако, почува на Фейсбук: Господ да ги благослови. Шо да ги благослови? У сексо? Да ги благослови у другия Бог, у друго помазание, шо го нема Светия Дух. А Бог да го благослови да се спаси тази душа. Бог да я благослови това девойче да се избави и да го спознае Христос, а не да ги благослови обратно. Друг Бог, друго помазание, он друго верува, она друго верува, друго влече и после проблеми и пасторе помага. Шо помага? Шо помага, кога ти не си видел на словет, кога си викаш у себе си: отивам кај пасторо, он ќе ми каже, убаво е, она да си поверува, па заедно да се молите дома, заедно словото да го читате, па недела да дойдете на църква, среда да дойдете на молитва, па да се дръжите до Божите заповеди, закони, па со християни да разговаряте. Това е дано урание, како Кико шо вика: поверувай, нещо се роди радост, среќа. Веќе не те влече, не те влече стария живот, веќе не те интересира то. Ама ние некаква толкова ревност, ко не спасе Бог и гледаме дека ни избегнуват. И некаква си речеш: абе, може, со нике бил на нивната страна, не дека на дявол на страната, ама може да ме прифанат. Ама може ја ќе кажам некоја смешка, шо е недолична, шо е пцовка, ама нема християни, шо на нике ја каже. Супер! И по полека ние умираме духовно. По полека прекинеш да читаш. Знаете шо, браки и сестри? Я можем от сега, додека съм пастор у Радовиш, ние днешка да не почитам Библия, ние днешка да не разговарям с Бог, я ќе ја водам църквата. От я веќе се знам 15 години и имам читано целата я знам. По 3-4 пати я читаше от Битие до Откровение всекова година. По 3 пъти. Ама ќе ја водам без Бог. Ќе ја водам без Исус църквата. Ќе ја водам без помазание, ќе ја водам без огин, ќе ја водам без жар. И знаете, много пати ние прекинеме да читаме Библия, прекинеме да се молиме. Па не съм умрел. Айде утре па. Почнува веќе после 2 месеца да ми смета облеката, што си облечава. После ми смета свеката, што горе. Знаете, дявол ќе најде нещо да го облече твоя фокус само от Бог, ама ќе најде некои сетници. И како мине времето, ние сме на страната и се въртеш, не ми е интересно да се дръжа,
ама досадни проповеди, ама само за Бог зборат, вие не може веќе. И ти стануваш дел од нив. Ти се враќаш повторно како свињата што се враќа у својата блудотина. И 29 глава, 1 Самуилова, 3 стих вели вака. Тоа време филистејците зафаќат борба со Израел. Ама Давид е на страната на филистејците. И ако читате 27 глава, он останува 1 година и 4 месеци со нив у филистејската земја. И филистејските кнезови велат вака. И филистејските кнезови праша: што сакат тие туку овие евреи? А Ахис им одговори на филистејските кнезови: па ова е Давид, слугата на израелскиот цар Саул. Веќе година две кај мене, ама не најдов на него ништо сомнително од оној ден кога пребега кај мене па до денешен ден. Непријатело, филистејците не навајат ништо сомнително кај Давид една година две. Непријател на Израел, они Давид се претопува со нив. Многу пати, браќи и сестри, најлошо е кога непријатело ќе те фале тебе. Он е добар, он е со нас, он истите цовки ги кажува, заедно изгледаме, истите седенки ги правиме, ние се опиваме, а он се опива. Ние почнуваме да гледаме работа и он почнува да гледа. Ние збораме за политика, дека е лоша и он почнува. Ние збораме дека оваа држава нема да ја биде и он е со нас. Нема различно од нас. Од нас со нив. И тоа е многу лошо кога дјаволот, кога непријатело, ние се обидуваме да бидеме на нивната страна. Ние, кои сме најново родени, кои го имаме Светиот Дух, дел од тројството, Бог во нас, ние делуваме како неверни. Ние, наместо да бидеме сол светлината, ние стануваме блудкава сол, кај што може да изгазат и со звуки и да ја хврлат. Тоа ние стануваме. Но Бог, браќи и сестри, Бог има план за мене и за тебе, нема да не остави у тоа место. Зашо? Светиот Дух нема да дозволе. Совеста водена од Светиот Дух зборе, не ти е там местото. Беге. И у 4 стих вели вака: но вика филистејските кнезови пламна на него и му реко: испрати го овој човек назад, тргни го од нас, ути го знаеме кој е. И Бог во утро сака да ти каже: тргни се, врати се назад кај мене, врати се назад кај што ти припаѓаш, врати се кај што е правата љубов, врати се кај што е јас сум тука, врати се у твоето духовно семејство. И Давид се освестува како блудниот син, Лука што се освестува и се враќа назад. Ама кога се враќа у 30 глава, у градот, дешава се заробеништво. Сакат да ги заробат жените, децата на Давид и на неговите пријатели. Ги заробуват и ги носат у робство. И 5 стих вика, ај 4 ќе прочитам: и тогаш луѓето, Давид и луѓето кои беа со него го кренаа гласот и плача, додека не им снема силата за плачење. И двете Давидови жени беа одведени во робство. Знаете, браќи и сестри, кога ние Бог не освестува и не пресведочува, кога Светиот Дух не подига, и кога ние одеме од едната страна до другата страна, има работи кај што дјавол, кај што непријател ги е заземал повторно таа територија. И повторно ни треба сила од него, и повторно ни треба неговата благодат, неговата милост, за да ги поврнеме тие работи. За нашата совест повторно да биде осетлива на Светиот Дух. Ути некој пат ние ја затакаме со работата од светот, за да бидеме прилагодени на нив. Но Давид вај пат не си рече во себе си ќе направам вака. Туку Давид во 30 глава 7 стих вели вака: Давид му рече на свештеникот Авијатар: донеси ми го вамо наплекникот ефодот. И Авијатар му го донесе на Давид на наплекникот. Тогаш Давид го праша Господа за совет велики: дај да тргнам по потера. И тогаш Давид го праша Господ за шо? За совет. Браќи и сестри, кога Бог ме просведочува, кога од проповедано се проповеда Божјиот збор,
И кога Бог сака нещо да ти каже, време, како они тоа време што го прашувале за совет преку ефодот, време е ние преку молитвата да го прашаме Господе, а што да направам сега? Господе, прости ми. Господе, прости ми што оговарав мојата сестра или мојот брат христијани. Господе, прости ми што си смејував врз нив. Прости ми, Господе, за повредите што ми се нанесени. Господе, дај ми сила да излезем од таа страна и повторно да дадам на твојата страна. И Господ ќе ти рече, оди. Оди. Заземи во местото. Заземи ја територијата што ти припаѓаше. И Давид, браќи и сестри, у 16 глава читаме и вика, и така тој ги доведи и ете, тие беа распрснати по сиот оној крај, пијки, славики го и прославуваа за десиот плен што го озеда од филистејската земја и од Јудината земја. Тоа беа непријателите што го ограбија Давида и неговите пријатели. И он ги наваѓа. Но не се плаши сега. Он знае дека е силата и моќта и помазанието и присуство. Браќи и сестри, јас и ти знаеме дека е присуството Божјо. Дека може да го добиеме, не може да го добиеме у светот, може да го добиеме у молитва, може да го добиеме читајќи го, може да го добиеме у црквата. Совето, добриот совет, моралните вредности и како да чекореме напред. И Давид беше спремен. Така јас и ти треба да биеме спремни и да се охрабриме дека не ни е земана територијата. Зашто во 4 стих вели, кога земаа пренството, не убија никого. Браќи и сестри, што да ти е земано у твојот живот? Не е уништено и не е убиено. Немој да викаш, готово, не ме бива, земано ми е, не сум спремен, не сум достоен пред Господ. Не, Бог во утро не ти го вели тоа. Туку Бог ти вели, оди, нападни повторно е зајми територијата. И Давид тргна со 600 луѓе. Ама тие 600 луѓе, 200 беа изморени, 200 беа премалаксани, 200 беа толку изморени од лакање, бидејќи беа заробени нивните ќерки, нивните жени и нивните деци, нивниот добиток, што они немаа сила. У 30 глава читаме, вика да го поминат потокот Восор. И остана. Браќи и сестри, може би се наоѓаме јас и ти у тие 200 луѓе, кај што сме толку изморени, кај што толку веќе не можам да мрднам и плакам и викам, веќе не можам да го минам. Може би они минаат израелците потокот Восор, ама ја не можам да минам некој поток. Може би у мојот и у твојот живот има некој поток, што јас и ти треба да го поминеме во Сабаје. И ќе го поминеме со Господ, што Он е на наша страна. Кој ќе не одвои од Божјата љубов? Кој ќе не одвои од Христовата љубов? Демоните, проголствата, прогонувањето, никој не може да не одвои. Така пишува Павле на Римјаните, ги охрабрува. И тоа додека е у затвор, додека е у пранги. И кога пишува писмото до Римјаните, он не го пишува туку Тертели го пишува, он бил у окови. Он само кажувал, а Тертели пишувал. Ете тоа е тоа, браќи и сестри, зашто знаеме силата и моќта на Бог, а тоа е у неговото присуство. Тоа е у црквата, кај што се проповеда Божјиот збор и ќе тргнеме у бој. И вика, 200 останаа, 400 го преминаа протокот и не знаеме колку непријатели са били. Може са били 1000, може са били 2, може са били 3, не пишува. Тогај не са, кога се тргнувале у војска или у бој или у битка, не се тргнувале со 200-300. Непријателот имал многу повеќе. Ама Давид со 400 луѓе зафаќа бој. И ќе прочитаме, и вика 17 стих, и Давид почна да ги бие и ги поразуваше од примрак до вечерта на другиот ден, извршувајќи врз нив клето уништување. И Давид почна да ги бие. Давид со 400 луѓе почна да ги бие 24 сата. Браќи и сестри, нешто што ни е зазебано, не може да го добиеме за една минута или за 2 минути молитва. Некој пат мора да се бореме повеќе време. Некој пат мораме да се застапуваме за нашите деца и со пост и молитва ако треба. Некој пат ќе го дигнеме глава, ќе пишам порака на пастор и ќе речам, моли се пасторе, минам ни стежок период у радолиш. Напајат ми, кинат ми мајцата, закануват ми се, дека сакам дека ќе ме тепат у радолиш, моли се. Оти знам каде е силата,
а тоа е силата на молитвата. Тоа е каде заедништвото, каде што е охрабрувањето, каде што е помазанието. Нема друго место, браќи и сестри. И Давид ги биеше, така и ние треба да се биеме не со луѓето, да водиме битка во молитвата. Знаете, најголемата победа у мојот живот кај беше? Беше на молитвата. Доваѓаш Штип, наркоман 15 години, уништен, затвор, и кога пастор Петар ќе рече, ајде се молеш. Леле, тогава се кршеше нешто мене. Тогава Бог ме ослободуваше. Тогава Бог даваше победа. Тогава Бог ме изпълнуваше. Така, браќи и сестри, кога застанете у молитва, таму Бог ви изпълнува, таму Бог ви исцелува, таму како песната што пееме, Бог ги исцеля нашите рани, там Бог не превразува со рани и там Бог ни дава ветер у гръб да продължиме напред. И Давид направи клетно уништување и си повара се. И кога се враќаше, тия 200 луѓе стое, чека. Зашо чека? Зашто има негови дел жени, керки, добиток, синови, керки, како и да е. И читаме, ајде прочитам у 23 стих, 30 глава. Но Давид рече, не правете така, браке мои, по оно што ни го даде Господ. Тој не чуваше и ни ја даде во раците разбойничката дружина што беше излегла против нас. Такој ќе ве послуша во тоа. Затоа, каков е делот на оној кој оди во бој, таков е делот на оној кој останува кај товарот. Сите нека имаат исти дел или еднаков дел. Браќи и сестри, сите ние мора да го поносиме товарот на Божјото царство. Сите ние треба да го поносиме товарот, ако сме од тие 200 луѓе, ако не можеш ти да проповедаш, ако не можеш друго, можеш да застанеш у молитва. Можеш да видиш охрабрување за пастор и семејството, можеш да се молиш за него, за он да го проповеда смело и храбро, како што Павле вика, молите се за мене без пречка да се проповеда Божјиот збор. И ти можеш да го носиш товара, зашто у царството небесен ден кога Христос ќе дое грабнувањето и горе ќе има награди, и ти ќе имаш и јас ќе имам иста награда. Зашо? Оти ја го носиш товара. Може би съм плакал, може би ми е било тежко, може би съм бил обезхрабрен, но и ја бев дел од црквата. И јас еден ден Господ ќе рече, како у Мика што пишува, и Господовиот ангел пишува 3:16, кога се збори за него, а тука се збори за Божиот збор. И еден ден ќе пишува, тетка Донка беше у црквата, и она се молеше за пасторот, и она учествуваше у црковните активности, и она одеше у каваници. Тоа е Божиот дел, тоа е товарот на црквата, браќи и сестри. А да не се обезхрабруваме, не е ништо пиено, не е ништо за земено тяло, зашто Бог е на наша страна. Ако викам Мика 8 глава, 1 стих вели, и не се радувай на моето зло, непријателко моје. Ако паднам, повторно ќе станам. Ако сум од темнина, Бог е моја светлина. У изрики вика праведник, ако падне 7 пати, повторно ќе стане, зашто Бог го држи за рака. Така, браќи и сестри, Бог не држи мене и тебе за рака. Затоа, браќи и сестри, ни даде Светиот Дух да ни привлече повторно и да каже, тргни се од тоа друштво. Доволно е. Тргни се од тоа семејство. Не жали за него. Браќи и сестри, пророчки ви кажувам, ако има нешто, тргнете се од нив. Не е ништо за изградба, не е ништо за полезно, не е ништо за благослов. Благослов е кај Христос. Благослов е кај црквата Христова. Благослов е кај духовното семејство. Таму ќе се изградиш. Нека Господ ме благослови. Не се обезхрабрувајте. Бог е на наша страна. Во не е дуализам, во не е борба Бог и дјавол. Бог го победи злото. Разоружава го под нашите нози. Само ние треба да војуваме битката. Само ние треба у името на Исус да победуваме. И во утро ние сме победниците, зашто Христос се плати цената на крстот и Христос даде крвта кај што се пролеа и воскресна. Затоа срцевината на воскресението е Евангелието. Радосната вест. Затоа никој пат нема да се одделам од во. Затоа никој пат нема да биде различно од мене. Секој пат ќе биде Христос во мене и Библијата до мене. Кој сака нека каже нешто. Браќи и сестри, кој сака нека каже за вас. Знаете дека Бог е битно што ќе каже за вас. На судниот ден битно ќе биде Бог што ќе каже за мене и за тебе. Комшијата многу ме галя, ако би јас гледам Божите стандарди, ако ја го любам, ако јас се молам за него, и он ќе се спаси еден ден. Нека Господ ме благослови и да знаете Бог е на наша страна. Амин. Татко Небесен, благодарам ти за твоята милост
и благодарам Ти за Твоето помазание и благодарам Ти, Господе, за Твоята благост по нас и кога ние грешим и кога ние некој път чекореме, Господе, на друга страна. Те молим, ако сме заскитали, изпреги нашите чекори. Доведеме, Исусе, до Твоя пат, повторно да чекораме, защото Твоя пат е светълка на нашите носи. Молиме се за милост и за благодат. Молиме се повторно да агапе любов Твоя да не осене, да не освежи, да не подигне. Я благословувам църквата у неготино, Господи, и Ти благодарам за моите браки и сестри. Благодарам Ти за новите души, Господи, я ги благословувам со нивните семейства, да ги зачуваш, Господи, от Твој свет. Да ги закрилеш тук како семейство, што си припајат. И, Господи, ако треба на некој да опростиме, Господи, како што Ти опрости на нас, така и ние во утро опростуваме на тие што не повредиле, на тие што ни кажали лоши зборови, на тие што не отфрлиле. Зашто Ти си добар Бог. Нека Ти е вечна слава, Отче, Сини и Свети Души. Амин. Амин, браќи се.